Денеска е посебна сабота за нас овде во Кавадарци, браќи и сестри, не само што е 13-та сабота, туку и време кога ние на еден посебен начин сакаме да искажеме нашата благодарност кон Бога. И минатата година тоа го направивме на недела подоцна од сега, значи беше некаде во почеток на октомври, но како и да е, денеска овде ги донесовме и нашите плодови кои ги родија или ги произведевме на нашите ниви или ги купивме. Бог обилно не благословуваше во текот на ова година која веќе полека изминува. И верувам дека кога би ви дал сега време, секој од вас би кажал нешто позитивно како благодарност кон Бога. Всушност ние денес, пред да учествуваме во обредот Вечера Господова, ќе имаме една кратка тема која веќе може да ја прочитате, биди благодарен на Бога. Ќе добиете еден маркер како подсетник дека денеска бевме заедно, се дружевме со Бога и на овој начин ете ќе не подсетува ова до следната година да му благодариме постојано секојдневно на Бога за неговите дарови. Бидејќи додека ние овде јадеме и ги задоволуваме нашите физички потреби, таму некаде на друго место во светот има луѓе кои гладуваат. Не затоа што Бог не е великодушен, не затоа што Бог не ги благословува и нив. Има објективни, субјективни причини, например, зошто некои луѓе се во немаштина, зошто живеат во криза и така натаму. Секако има и физички недостатоци, односно физички проблеми во тие земји можеби. Но како е да е, ние сега зборуваме за нас овде. Би сакал ова размислување да го почнам со еден пример во кој ќе не подсети што значи тоа да бидеш благодарен. Се сретнале двајца пријатели, едниот од нив бил расположен, а другиот потиштен, разочаран. И овој пријателот го прашува: пријателе, што ти е? А овој си го отвара срцето и вели: пред 2 седмици ми умре чичко ми и ми остави една поголема сума на пари. О, па тоа не е лошо. Зошто си така нерасположен, му дофрлил неговиот пријател. Но минатата недела ми почина еден роднина и ми остави куќата во наследство. О, па уште подобро. Зошто си нерасположен, пријателе? Не прашувај, другар, ова седмица ништо. Разбравте ли? Како би ја нарекле ова личност која била незадоволна, а наследил пари, наследил куќа. Но ова седмица никој не умрел, никој ништо не му подарил. И затоа тој е потиштен. Ова личност, браќи и сестри, ние би ја нарекле како? Неблагодарна. Иако ова само една смешна приказна, може замислена, што ја раскажа на почетокот, сепак често пати може да сретнеме луѓе или лица кои се неблагодарни. Таквите лица, што и да добијат од човек или од Бога, тие и понатаму ќе бидат неблагодарни. Едноставно ќе им биде тешко да кажат фала ти Боже. Ајде да видиме што е тоа благодарност. Еве сега ќе прочитаме заедно што е тоа благодарност, само да еве. Благодарност. Знак дека она поради која благодариме не е наша заслуга, туку дека тоа е дар на некој друг. И ние му велиме благодарам. Кога некој ќе ти даде нешто, неле, кажуваме благодарам. Благодарноста е знак на понизност, знак на несебичност. Наместо да сме насочени кон себе, ние со тоа другите ги ставаме во центар. Значи, тоа е благодарност, кога другиот ќе го кренеме и ќе му кажеме: фала ти, пријатели, благодарам. Знак на внимание. Со тоа покажуваме дека сме ги приметиле заслугите на другите. Мотивација за понатамошно однесување. Знак на убаво однесување, одавање на почит. На жалост, денеска многу луѓе или дел од луѓето се неблагодарни. Едноставно луѓето не покажуваат копнеш кон тој поглед да се заблагодарат на Бога. Повеќето од овие наброени работи може да се приметат, браќи и сестри, и во нашиот однос со Бога. Кога одаваме ние благодарност на Бога, ние со тоа признаваме дека она што сме го добиле не е од нас, туку дека тоа е дар, незаслужен од Бога. Со благодарноста покажуваме понизност и признание на Бога како владетел во нашиот живот. Ние признаваме на тој начин дека зависиме од Бога, како овие факти што ги наброивме во нашиот телесен физички живот, што значи благодарност, истото може да го пресликаме и во односот кон Бога во нашата духовност. Признаваме дека зависиме од Него.
Со благодарност признаваме дека сме свесни за дарот, но во исто време признаваме дека сме свесни за изворот од каде доаѓа, дека тоа е незаслужно, но Бог во својата голема милост и великодушност тоа ни го дава. На крајот ние со тоа покажуваме благодарност кон Бога. Една од карактеристиките нова генерација, како што сега ќе прочитаме заедно, е сушност неблагодарност. Ајде да го читаме текстот што апостол Павле го запишал во 2 Тимотија 3:2. Зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, холители, непокорни на своите родители и ова со црвено подвечено, со црвена боја, неблагодарни. Тоа е факт. Тоа се факти кои може на широко, на долго да зборуваме за ова наша генерација. Ние сме навистина неблагодарни. Децата се неблагодарни кон родителите, луѓето не се благодарни едни кон други, а најлошо од се не сме благодарни кон Бога или на Бога. А самиот Бог во својата реч ова го предвидел. Павле не го измислил, него Бог го поттикнал да ги запише овие зборови, а сето тоа е факт. Тоа го чувствуваме сите ние. Но ова сега со црвена боја се совпаѓа со нашата тема денеска. Дали сме ние, браќи и сестри, благодарни на Бога? Зошто денеска луѓето се неблагодарни кон Бога? Зошто? Има повеќе причини. Може би благодарноста е директно поврзана со познавањето на Бога. Оние луѓе кои не го познават Бога се неблагодарни и го псујат Бога, дека ништо не добиват од Него. Друга голема причина е човековата гордост. Ова на човекот понекогаш не му дава или го спречува да каже фала ти Боже. На тој начин тој ќе се понизи, а неговата големина, неговата гордост тоа не му дозволува да каже фала ти Боже. Божите благослови така се константни. Константни значи редовни, што често пати ги земеме како готови факти. Може би токму и тоа се причините зошто така малку размислуваме за нив. Еве, да кажеме, наутро станувата нема сонце. Мрак, темно. Замислете каков би бил животот. Станувате наутро, сонцето да не излезе. Се будете наутро, а тоа е мрак, темно, нема сонце. Напладна иста ситуација. Секојдневните благослови, браќа и сестри, станале, на жалост, рутина и со тоа како да ги пригушуваме нашите чувства на благодарност. Дали наутро кога ги отвараме очите, велиме, Боже, фала ти за сонцето, за новото утро. Или пак, тоа е така вообичаено и мислиме дека мора сонце да излезе, дека мора да дишеме воздух. Замислите Бог да го повлече воздухот 5 секунди, 10 секунди, 20 секунди. Како би ние обстанале? На жалост, ние тоа го сметеме како рутина, значи секојдневните благослови ги сметеме како рутина. Оддавањето на благослов, односно на благодарност кон Бога, влие на нашиот телесен живот, браќа и сестри. Тоа, односно ќе кажеме, но и сега ќе го спомнеме, влие дури на нашето здравје. Луѓе кои се неблагодарни почесто заболуваат. Тие се песимисти, тие постојано се незадоволни, постојано нешто им фали во срцето, во душата. Но тие кои се благодарни, некои велат, зошто кокошката кога пие вода, главата е крева горе. Некој вели да му се заблагодари на Бога. Добро, кокошката нема свест, нема ум како ние, но како и да е, тоа е една порака, една поука од животните. Дали ние, кога стануваме наутро, благодариме на Господа? Благодарноста е клуч за нашето ментално здравје. Искажувањето на благодарност може да направи чудо во било кој од нас, исто така и во нашиот однос на благодарност кон Бога. Кога сето тоа го прифаќаме со радост, па и она лошо кога ќе дојде. Јов тоа многу Бог го кажал. Господ даде, Господ зеде. Иако Господ не зел. Недно дете Господ не му го зел. Ниту имотот, ниту имањето, ни било што, ниту здравјето кое веќе му било на конец. Но сепак тој така бил учен и тој така тоа го разбрал. Мајка Тереза рекла, најдобриот начин да ја покажеме својата благодарност кон Бога е се да прифаќаме со радост. Па лошо или добро. Таа вели се да прифаќаме од Бога. Со радост. Ние понекој знаеме да негодуваме, знаеме да се лутиме, знаеме да му прекосиме на Бога,
знаеме да го прекинеме тој однос со Бога, иако Бог зрачи. Божето Wi-Fi зрачи кон нас, но ние го исклучуваме нашиот мобилен за да немаме конекција, да немаме контакт. Кој ни е крив тогаш? Што немаме сигнал? Не зависи од Бога. Бог има 24 часа напојување да ја фати врската со нас, но ние понекогаш се исклучуваме мислејќи дека ќе му прекосиме на Бога. Психолозите велат дека искрената благодарност е една од најздравите човечки чувства. Чувството на благодарност произведува позитивна емоционална енергија од било кој друг став во животот. Чувството на благодарност. Постојат многу студии кои покажуваат здравствена корист од разни врсти на позитивно однесување. Еден од занимливите показатели е тоа плецебо ефект. Знаете што значи плецебо ефект? Јас сум овде напишал да се подсетам, користење на лажна таблетка. Значи, тоа медицината го испробува, пациенти кои се зависни од користење на таблетки, докторите им дават неко обично апче. И тие го пијат, или докторка, алал ти вера, како го погоди ова, така ми е подобро сега од тие таблетки што си ми ги дала или дала. А тоа општо, може би не е соодветно за таа болест. Значи, студиите покажуваат здравствена корист од оние кои се подготвени да благодарат. Во извештаите за плецебо ефект се наведува дури и подобри резултати по здравјето од користење на лекови. Менталниот поглед има силно влијание на физичкото здравје. Со какви очи гледаме кон проблемот? Ако гледаме само црно, песимистички, и тоа ќе се врежи во нашиот ум и само ќе не притиска и ќе дојде до пукање. Ние не сме од железо, секој од нас е од крв и од месо составен. Има рок на траење. Ако го чуваме телото, ние синоќа почнавме она проучување за тајните на квалитетниот живот. Наредниот петок изборуваме што да јадеме, што да пиеме, како да се однесуваме. Што внесуваме во нашето тело, тоа ќе трае подолго. Ако една зграда е направена од железо кој не е ефективно и не е така добро, или бетон, цементо, од некоја класа С, да кажеме, таа зграда полесно ќе дојде до распаѓање еден ден. Што ние внесуваме во нашето тело? Жалоста, грижата, незадоволството, вината, песимизмот, стравот, бесот предизвикуваат стрес и го ослабнуваат нашето тело и го загрозуваат нашиот имун систем. И затоа, еве да се вратиме повторно ова слика, а храброста, надежта, верата, сочувството, љубовта, задоволството, простувањето, радоста и благодарноста, ќе нагласам, помагаат на нашето здравје и го продолжуваат нашиот век. Нашето здравје. Ајде, браќа и сестри, денеска на посебен начин да му благодариме на Бога. На крајот ќе ви поделам овој лист, биди благодарен за. Овде има 34 причини, братот после ќе прочита, зошто треба да бидеме благодарни. 34 причини, а вие додадете си уште толку. Сигурно ги имате. Понекогаш ние не знаеме зошто да му благодариме на Бога. Па немам причина. Има милион причини. И затоа сум запишал овде храброста, надежта, верата, сочувството, љубовта, задоволството, простувањето, благодарноста. Помагаат на нашето здравје и го продолжуваат нашиот век на траење, нашиот живот. Има ли оддавањето на благодарност на Бога влијание на нашиот духовен живот? Ова зборувавме за физичкиот живот, но дали благодарноста влија и на нашиот духовен живот? Благодарноста не е базирана на квантитетот на работите што ги имаме. Нашето здравје, нашата положба. Не само кога сме здрави да благодариме. Тоа е себичност. Постојано. Подосно ќе читаме Божи библиски стихови за тоа. Всушност, кога истражуваме Библијата, може да најдеме дека благословите повеќе ги следат со изразување на благодарност, отколку благодарноста да доаѓа после благословите. Не треба да чекаме Бог ќе не благослови па да му благодариме. Постојано тоа треба да биде како што дишиме, како што се движиме, постојано израз на нашата благодарност кон Бога. Кога ние благодариме на Бога, со тоа влегуваме во заедница со светите суштества. Еве што напишал Јован. И кога живите суштества му воздаваат слава и чест и благодарност на Бога или на оној кој седи на престолот, кој живее во вечни векови. Гледате, живите суштества на небото што прават. Постојано
Кога читаме во Исаија, тамо вели ангелите, свет, свет, свет е Господ, постојано тие се во конекција со својот Создател, со Бога. Тие постојано му одаваат чест. Живите суштества му воздаваат слава и благодарност. А кои сме ние? Прашинка во Вселената. Но ние кажавме, синоќа зборувавме за создавање, дека ние сме ремек дело. Ние носиме лик Божи. И зошто немаме навика да на Бога постојано му благодариме, браќи и сестри, во нашиот живот? Да, сите ние сме различити. Сите ние имаме различит стил на живење. Се наоѓаме во разни околности. И затоа нашите потреби и нашите причини за благодарност се различити. Но сепак Библијата ни дава насоки, јас ќе спомнам сега неколку точки и потоа ќе завршиме. Зошто треба да му благодариме на Господ? Број 1. За Божјата добрина и милост. Еве што вели текстот. Алилуја, фалете го Господа зашто е благ, зашто е вечна неговата милост. Благодарете му на Господа зашто е благ, вечна е неговата милост. Благодарете му на Бога над боговите, вечна е неговата милост. Благодарете му на Господарот на господарите, вечна е неговата милост. Постојат некои работи за Бога кои не можеме, браќа и сестри, во целост да ги разбереме. Зошто не ни се откриени? Јас, например, не можам да ви објаснам како изгледа Бог. А то не можете ниту вие да ми објасните како изгледа Бог. Но знаеме дека Бог е добар. Самата природа или суштина на Божиот карактер е добрина. Ова е многу важно да го знаеме, дека Бог е постојан. Бог не се менува. Тој е истиот како што вели апостол Павле вчера, денес и утре. А тоа значи дека Бог бил добар во минатото и неговата природа останува и денеска иста кон тебе и кон мене. И во тоа може да бидеме, браќа и сестри, 100% сигурни. Божјата добрина е во целосна независност од моите околности. Ако јас паднам во грев или ти паднеш во грев, Бог не се менува на својот однос кон тебе ни кон мене. Ние знаеме да се смениме. Остави го, ова е паднал во жива кал, остави го, нека умре. Нажалост, човечката перцепција е таква. Бог не се менува кога ние ќе погрешиме. Тој понатамо не сака, тој понатамо не вика, тој понатамо не наблюдува и зрачи со својата добрина. Неодамна читав еден чланак, еден извештај за еден мисионер, кој претрпел многу физички потешкоти и неволи во својата служба. Работел тамо некаде во Јужна Америка. Поред сето тоа, еве што тој кажал. Се додека Бог ми дава сила, неуспесите нема да ме обесхрабрат, ниту да ме заплашат. Овој човек во 1851 година, од 57 години, мисионер починал од болест и од глад, служејќи на еден остров во Јужна Америка. Кога го пронашле неговото тело, во непосредна близина до него го пронашле и неговиот дневник, кај што тој секојдневно ги запишувал своите доживувања, падови и качувања, слабости и сомневања. Кога бил силен во верата, сите своји работи, доживувања ги бележел во својот дневник. Таму тој ги запишал борбите, гладта, жетта, раните и осаменоста. Задниот опис во тој дневник, последните зборови кои ги напишал со една болесна рака која едвај се движела со моливот и ги пишувал зборовите. Ги запишувал последните зборови. Еве што напишал. Јас сум исполнет со чувства на Божјата добрина. А умрел скоро во глад, болен, жеден, изнемоштен. Но сепак тој не ја изгубил верата во Бога, браќи и сестри. Тој ја кажал ова реченица. Тоа се го нашле запишано во неговиот дневник. Тамо кога го отвориле доле со широки и тенки или мали букви, како можел со рака да пишува, ги прочитале овие зборови. Јас сум исполнет со чувство на Божјата добрина. Овој мисионер е разбрал, браќа и сестри, големата вистина дека Бог е добар. Бог е добар и кон нас. Бог не се менува.
Дали сме славни или неславни, дали сме млади или стари, дали сме болни или здрави, дали сме вакви или онакви, Бог зрачи постојано со истата добрина, со истата љубов. Наше само да му кажеме, Боже, ти благодарам. Дали тоа чини нешто од нас? Дали тоа не чини нешто? Дали има некои пречки што може да му кажеме, Боже, ти благодарам? Царот Давид истакнува дека Бог е и милостив. Неговата милост е вечна. А што е тоа милост? Милоста е Божја наклонетост кон грешните кои тоа не го заслужуваат. Тоа е буквално дефиниција за милоста. Библијата вели понатаму дека Бог е и праведен, но во исто време тој е милостив, а милост е токму неправедна. Бог ни дава нешто што не сме го заслужиле. Ајде да бидем искрени денеска. Колку пати сме го повредиле Бога? Колку пати? Повеќе. Но тој се уште е добар кон нас. Што би се случило кога погрешуваме, Бог да ни ја сече раката, цап со сатар? Кога кажеме лош збор, јазикот да ни го отсече. Па ќе останеме без јазици, ќе останеме без раце. Или Бог да ја затресе земјата под нас. Секако тоа не се случува затоа што Бог е милостив. Понатаму, да му благодариме на Бога за дарот на Исуса Христа. Павле вели, благодарение на Бога за неговиот неискажлив дар. Вечерата Господова не подсетува на тој дар, за кој миг ние ќе учествуваме во вечерата Господова. Вечерата Господова е еден чекор на Христовата откупителска смрт, односно укажување дека Бог платил откуп за тебе и за мене. Самиот збор Еухаристија, знаете што значи Еухаристија? Благодарност. Го слушаме на телевизија или читаме имале Еухаристија. Па тоа е знак на благодарност. Кога последен пат сме благодарили на Бога за Исуса Христа, кој е наш спасител? Тој можел да дојде на овој свет како туристички патник, како ние што одеме во Израел недела дена, платиш хотел, ги поминеш тие важни места, се враќаш. Исус тоа можел да го направи. Или да дојде да седне на престол и да суди. Не. Исус тоа не го направил. Исус дошол на оваа земја со радосна вест, дошол да ги спаси и грешните, како што или Павле, од кои сум првиот јас. Понатаму број 3. Да му благодариме за ослободување од гревовите. Кој ќе ме спаси од ова смртоносно тело? Му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Бог или Господ, вели апостол Павле. Ние се чудиме, браќи и сестри, зошто оние 10 губави луѓе само еден нашол време и можност да му каже фала ти Боже, фала ти Исусе, благодарам. Само еден се вратил да му искаже благодарност. Како може една таква личност која е излечена од таква тешка болест, смртоносна би рекол болест, да биде неблагодарна? Но ајде ова прашање да го свртиме наопако, односно да кажеме во духовен смисол, како е можно лице кое доживеало оздравување од болеста наречена грев да остане неблагодарна? Дали е можно? Можно е, на жалост. Само еден губав станал свесен дека нешто се случило со него. Ниту еден друг настан или извештај во Библијата, браќи и сестри, не дава така сликовит приказ на човечката глупост и слепост на неодавање на благодарност на Бога, како овие 10 губавци, односно 9 мината. Само еден станал свесен за нешто надприродно што се случило во неговиот живот. Тој е почувствувал Христовата сила во својот живот. Неговиот живот, Библијата вели, целосно се променил. И број 4, да му благодариме на Бога за неговото присуство. Те славиме Боже, те славиме и го повикуваме Твоето име, ги проповедаме, Твоите чудеса. Ние сме благодарни на Бога, браќи и сестри, затоа што Тој не создал, Тој не сака, Тој доаѓа во нашиот живот со сите негови ветувања. Тој не доаѓа кај тебе со 5, кај мене 10, кај некој 3 или 8 ветувања. Сите се еднакви. Ние сме еднакви сите кај пред Бога. И тој со сета торба, символично да се изразам, полна со своите ветувања, доаѓа кај секого од нас. Тој не заборава.
кога ние му отдаваме благодарност на Бога, ние на тој начин ја признаваме неговата присутност во нашиот живот, но и во нашата вера во него и неговата сила. Затоа, браќи и сестри, ајде да му бидеме благодарни на Бога. Ајде нека ова не подсетува дека денес сме биле на средба со Бога. Не само што сме ги донели нашите плодови и на тој начин сме искажали нашата благодарност на видлив начин, туку да ги отвориме нашите срца, да Бог преку Светиот Дух се всели длабоко и да стане постојан станар. Не кираџија. Кираџија си месец, 3, година, 5, еден ден мора да излезеш од тој стан. Ти си кираџија, но Светиот Дух не треба да кираџија да биде. Бог треба да биде постојано во нашиот живот. Тој да има постоен престој. Би завршил со една приказна вистинита. Во мочуриштата на Шкотска еден фармер се враќал од нива. Човекот се викал Флеминг. Доаѓал од нива и додека одел поред мочуриштето ни шумата, попат слушнал како некој вика и завива. Гласот доаѓал од блиското мочуриште. Веднаш ги отворил работите кои ги носил на грб и потрчал во правецот каде доаѓал се потивкиот и потивкиот глас. Едно момче почнало да тоне во жива кал, тука во мочуриштето. Викал за помош. Ова момче се обидувало да се ослободи од калта во која паднал, но тонел се повеќе и повеќе. Искуството на човекот кој живеел во ова близина било пресудно да го спаси. Не може секој да се впушта во спасување, зашто може и тој да пострада. На брзина дошол, го пронашол момчето и го спасил. Неколку денови подоцна, пред скромната куќа на фармерот застанала една кочија, од која излегол еден господин со племенито држање и се обратил на селанецот со зборовите: Јас сум таткото на детето кој го спасивте пред некој ден. Како можам да ви се одолжам? За такво нешто не можам да примам награда, рекол селанецот, се правил човекот. Но мене ми е задоволство да ви се одолжам на некој начин, рекол овој господин. Но за мене е понижување да ви наплатам за она што би требало секој на секого да го направи. Во тој миг додека зборувале пред врата, во двориштето потрчало едно детенце и човекот се свртел и го прашал: дали е тоа вашето дете? Да, тој е мојот син, со гордост рекол селанецот. Тогаш дозволете ми на вашиот син јас да му помогнам во неговото школување, бидејќи вие му помогнавте на мојот син. Скоро се на иста возраст. Ако е на вас, по карактерот, и двајцата ќе се гордееме со него. И навистина, браќи и сестри, ниту еден татко не би понудил таква помош на сиромашниот кој немал пари да го школува своето дете. Флеминго, човекот кој го спасил детето, не ја одбил помошта. Се сложил. Селанецот се сложил. Детето ги посетувал најдобрите училишта. Дипломирал на медицинскиот факултет Света Марија во Лондон. Тука не е крајот на ова некогашно селско детенце. Подосна тој станал познат по целиот свет како сер Александар Флеминго, бидејќи го открил пенцилинот. Но овде не завршува приказната. Нови племенит богаташ еден ден неговиот син се разболел од тешка инфекција на белите дробови која се претворила во туберкулоза. Нова селско дете некогашно сега му помогнал, му се одолжило со пронаѓање на овој лек. Човекот на кого тогаш му бил спасен животот е познат во историјата на Англија. Се вика Винстон Черчил, а неговиот татко се викал Лорд Рантфол Черчил. Браќи и сестри, благодарноста се исплаќа. Да ве прашам сите вас, кој јазик ќе зборуваме на небото? Немој да ми одговарате, ќе сгрешите. Ја не знам со сигурност. Јас не знам со сигурност. Но сигурен сум дека нема да биде сличен ниту на еден јазик, европски, светски и така натаму.
Но поприлично сум сигурен дека на небото ќе се зборува, знаете со кој јазик? Со јазикот на благодарноста кон Бога. Нека денеска да се научиме да бидеме благодарни. Додека не стигнеме на небото, денес е вистинско време, браќи и сестри, да го научиме јазикот на благодарноста. Затоа, биди благодарен кон Бога. Амин.